Почитувани, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Денешен наш гостин е директорот на Царинската управа Стефан Богоев. Господине Богоев, службениците на Царинската управа во неколку наврати се посочени како едни од најкорумпираните. Последен предлог на Националниот координатор за гранично управување е да се ставаат на полиграф еднаш во годината. Како го коментирате ова и мислите ли дека на овој начин ќе се реши прашањето со корупцијата? Не сум сигурен дека на тој начин ќе се реши прашањето со корупцијата. Сепак, јас и во една изјава за медиуми кажав дека оставам на стручната јавност во делот на полиграфско тестирање да каже колку точност имаат полиграфите. Тоа е прва работа, бидејќи ако некого му го прекинете договорот, народски кажано го избркате од работа врз основа на полиграф, а тој нема 100% точност, можете навистина некому животот да му го уништите. Се работи за човечки судбини. Не е само да ви го прекинат договорот за работа. Ако ви го прекинат договорот за работа врз основа на полиграф, односно врз основа на презумпција дека вие сте криминалец, тоа значи многу повеќе за човек и за неговото семејство, отколку само прекинување на работниот однос. Од тука би се ослонил само на механизми, практики кои што со сигурност кажуваат дали некој е корумпиран или не. Она што е многу битно и што го кажуваат еве колеги од други царински управи кои што се многу понапредни од нашата, да речеме корејската, царината на Република Кореја, велат дека најдобар начин да се справиш со корупција во своите редови е со дигитализација, односно воведување на нови системи и на тој начин што помалку работи во царината да зависат од човечки фактор, да биде компјутеризирано, да биде се дигитализирано и на тој начин да се пресметуваат давачки, вредност, потекло на стока и слично. На тој начин се елиминира можноста за корупција. Повеќе би ставил акцент на вакви практики, меѓу другото тоа е тоа што го договараме во проектите со Јужна Кореја, отколку на некакво полиграфско тестирање, меѓутоа ќе оставиме стручната јавност да види. Сепак тоа на крајот денот, доколку се случи, треба да оди во собрание, пратеници одлучуваат. Беше минатата година споменато, вие само што дојдовте на функцијата директор, од страна на председателот на СДСМ и тогашен премиер, дека се најавува некаков ветинг на вработените. Баш од тие причини дека има сомнежи за корупција. Дали со ова може би се согласувате, односно да се проверуваат анкетните листови за имотната состојба на вработените? Видете, Царинска управа е една од малкуте, може би единствена по моја информација институција во државата во која што вработените поднесуваат анкетен лист. Јас како директор, или пратеник, или градоначалник, или министер сме должни да поднесеме анкетен лист. Меѓутоа во оваа институција и вработените се должни да поднесат анкетен лист со колку имот располагаат во моментот кога тука се вработуваат, да направат задолжителна измена во тој анкетен лист, кога ќе имаат промена на имотот, нешто купиле, нешто продале, и кога ќе си заминат во пензија или ќе си дадат отказ, ќе заминат од работно место, анкетен лист за имотот со кој што си заминуваат од позиција. Доколку има промени кои што се несоодветни на нивните примања, треба да објаснат. Во оваа насока... Да, но увид јавноста во овие анкетни листови нема, за разлика од функционерските. Јавноста нема, меѓутоа, ние во соработка со Државната комисија за спречување на корупција, веќе имавме состанок, сега планираме и со новиот состав на ДКСК, разговаравме на тема во нивниот софтвер, во кој што институциите како катастар, банки и слично, каде што може некој да има некаков имот, се вмрежува и самиот систем ќе алармира кога некој ќе има промена во имот. Не човекот да каже, еј, видете, купив возило, дајте да го пријавам, туку самиот систем да алармира дека некој купил возило, па не го пријавил. Нашето барање беше и нашите вработени да бидат дел од тој систем. Имаше позитивен сигнал од ДКСК, така да кога еден ден нашите вработени ќе бидат дел од овој софтвер на ДКСК, јас како директор и управата на Царинска управа автоматски ќе добиваме во реално време информација кога некој од вработените нешто купил на негово име, на име на брачен другар, на син, на ќерка и слично, и ќе можеме да провериме дали тоа го пријавил или не го пријавил, ако го пријавил или не го пријавил, зошто го направил или не го направил тоа, и доколку е вредноста несразмерна, некој зима 45.000 денари нето плата, а купил возило од 40 или 50.000 евра, логично е да објасни од каде се средствата, особено бидејќи работи тука. Факт е дека имаме проблем
со корупција во редовите на царината. Ќе бидам нечесен и не фер према гледачите ако тоа не го признам, бидејќи тоа и јас знам дека е така. Практично тоа е една од моите главни заложби, нулта толеранција на криминал и шверц од надвор, но и нулта толеранција на корупција внатре, затоа што за танго се потребни двајца. Треба и некој внатре од царината, за тој надвор од царината нешто да прошверцува, да преокриумчари или да избегне некакви давачки и со тоа за себе да прибави одредена имотна корист. Постои некоја внатрешна контрола на однесувањето на службениците, како што тоа во полицијата го имаме? Има некој казнето дека земал мито? Не само да постои внатрешна контрола, постои сектор, цел сектор за професионална одговорност, кој што води истраги внатре, кога има индиции за корупција. Тие истраги можат да завршат со дисциплинска постапка, казна од плата и слично, можат да завршат со суспендирање, можат да завршат со прекинување на работен однос, народски кажам бркање од работно место, и можат да завршат и со кривична пријава. Значи, внимавајте, секторот за професионална одговорност во Царинска управа води истраги за внатрешна корупција, кои што можат да завршат и со кривични пријави, и во минатото имало таков број на случаи, поголем број на случаи. Ова што го споменавте како истражни центри, тие се тие кои што можат да користат и примерки за следење на комуникацијата и на кој начин се следи комуникацијата? Имате опрема за тоа, се спроведува, кој дава дозвола за да се следи движење на комуникација? Не. Секторот за професионална одговорност не работи со посебни истражни мерки. Ние имаме сектор кој што го формиравме за посебни истражни мерки. Тоа е цел сектор во функција на царинско работење и откривање на криминал. Не за вашите вработени, туку за... Може да ги опфати и тие, секако, доколку има индиции дека се вмешани во криминал. Но тоа е посебен сектор. Тој сектор има опрема, тој сектор има вработени кои што сега се обучуваат и обезбедуваат потребни безбедносни сертификати, се уште не е ставен во функција. Тоа значи дека се уште не се употребуваат овие примерки? Не. Кога ќе се стават во функција, секако ќе функционираат согласно законите. Со налог од јавен обвинител, со судска одлука, не може сами како ќе им текне на службениците да прислушуваат или да спроведат физичко следење, меѓутоа во тоа положувам сериозна надеж и очекувам тој сектор да биде столб на Царинската управа и на вистина да помогне во делот на контрола и истраги и за разоткривање на шверц, корупција, но и за разоткривање на криминалот во нашите редови. Така. Најавивте и набавка на боди камери. Дали се тие набавени, дали тие ќе се користат баш за овие истраги? Во моментов работиме на два фронта со камерите. Едното е паметен систем на камери за препознавање регистарски таблички, околу 1 милион евра со Светска банка, кој што во моментов се инсталира на клучните гранични премини, ќе ги опфати практично сите гранични премини. Тоа е една работа. Втора работа се телесните камери, односно боди камери кои што велиме. Боди камерите очекувам во втората половина на годината да ги набавиме и да ги добиеме првично за најфреквентните гранични премини, најверојатно Табановци и Блаце. И очекувам ауткамот, односно излезот од сето, резултатот на сето ова да биде на некој начин снимање со камери и од висина, нели со овој паметниот систем, но и со телесните камери. Кога тоа ќе дојде на куп во дежурниот царински центар на мониторите, мислам дека маневарскиот простор на цариниците за корупција и за криминал ќе биде на вистина прилично стеснет, бидејќи телесните камери ќе снимаат и звук, ќе се слуша и разговорот, а и ќе се гледа што се работи, а камерите кои што сега ги инсталираме, што не се телесни камери, нормалниот систем на камери, има вештачка интелигенција која што препознава возило по тип, по марка, по боја, дали е товарно, дали е патничко возило, по таблицата каде се движело возилото, прави комплетна анализа на ризик и кажува на цариниците каде треба да гледаат. One Stop Shop веќе на неколку гранични, односно со неколку соседни земји има земјата воведено и царината, функционирали. Од друга страна гледаме дека се почесто има гужви токму на тие гранични премини. Зошто е тоа така? Дел од патниците кои што патуваат велат дека повторно има двојни контроли, само растојанието е намалено меѓу двете контроли од двете страни. Ајде вака една дилема да расчистиме која што знам дека често имаат граѓаните. Стигаат наши граѓани на граничен премин, го гледаат граничниот премин
и велат ова е царина. И кога има гужва, велат гужва има на царина, гужва има на граница. Вас пасошот, зелениот картон, сообраќајната и возачката дозвола, виза ако ви треба евентуално, ви ги прегледува полицаец од гранична полиција. Не ви ги прегледува цариник. Ако сте патник во патничко моторно возило, нашиот цариник, нашиот службеник е оној човек кој што откако ќе ви ја направат пасошката контрола, ве застанови и ви вели имате ли нешто да пријавите од стока. Таму никогаш нема гужва. Нашата најголема работа е на царинските терминали каде што одат товарните моторни возила, камионите, шлеперите популарно кажано. Зошто повторно имаме некаде две застанувања? Затоа што во моментов се работи на интегрирање на системот на гранична полиција во Табановце. Гранична полиција Србија, гранична полиција Македонија, се прави еден интегриран софтверски систем, еднаш ќе се помине пасошот и поминувате. Нема потреба да поминувате повторно. Што се однесува до Тоа царинскиот сега дел, функционира или се уште не, се уште работат на софтверот. Што се однесува до царинскиот, до нашиот дел, еве исто на Табановце. Мерење на камионите, кантарска белешка. Доаѓа камион од Македонија, македонски камион, сака да извезува за Европска унија, да оди за Хрватска. Оди на Табановце, го мерат еднаш во Македонија, преминува на Прешево страната српска, го мерат уште еднаш, тоа е растојание од 100 метри. Така. И на тоа се жалат превозниците. Со српска царина и сега камионите се мерат еднаш. Случајот со турчинот кој што пренесуваше акции од вредност, кој што се случи летото во 2023 година, исто така вие го актуализиравте на една вонредна пресконференција. Таму излезе дека доби правосилна пресуда од само 350 евра и дека се работи за неважечки акции. Што се случи со акциите и дали можеше царината или односно државата понатаму да ги вредни како средство од вредност? Тоа што го кажавте не е точно. Пресудата вели да плати глоба и се одземаат хартиите од вредност. Никаде не вели дека се тие неважечки. Да, но тие се со поминат рок. Не. Од 10 години, од 2008 до 2018, ако се сеќавам добро. Тоа е најголемата заблуда и дозволете да ви објаснам, тоа е тотално неточно. Практично. Обврзниците имаат на нив рок. Тој рок што значи? Пред тој рок не можете да ги впаричите обврзниците, односно да земете пари за нив. Не е тоа рок во кој што обврзниците истекуваат. Тоа е рок од кој што од тој рок па натаму во иднина можете да земете пари за обврзниците. Практично, вие давате пари некому, тој ви дава обврзница и ќе ви ги исплати парите со камата. Зошто? Затоа што во рок од 10 години не смеете да си ги земете парите назад, затоа ја добивате каматата. Практично, тој рок на обврзниците не е рок на важење, туку тоа беше рок од кој што од тој рок па натаму можете да ги уновчите, што би се рекло народно. И одговараше кривично овој човек, имате информација? Вака сега, дозволете. Овде се уште има истрага. Истрагата е меѓународна. Во рамки на СЕЛЕК имавме средба во Анкара со турските власти. Имавме и добиено информации од домашни и странски разузнавачки служби и амбасади. Дел од информациите од наши институции велат дека вакви хартии од вредност се користеле особено во делот на овче полието и биле луѓе измамувани, им било кажувано ова е од 250.000 и од 500.000 евра акција, јас не можам да ја впаричам, дај ми 20, 30, 50.000 евра, ќе ти ја продадам. Имало такви случаи и такви обиди. Втората работа и вторите разузнавачки информации кои што ги добивме е дека човекот и луѓето кои што го чекаат турчинот со хартиите од вредност тука на аеродром и нивните компании имаат поврзаност со компании на еден диктатор од Блискиот Исток. И повеќе не можам да кажам на темата. Мене ми е драго што сме успеале со заплена на овие обврзници да спречиме евентуална можност дел од македонски граѓани да бидат доведени во заблуда и некој да им земе пари продавајќи им ги тие обврзници. Сепак значи тие обврзници немале никаква вредност ако биле доведени во заблуда. Тоа е едната опција, дозволете, тоа е едната опција. И втората опција, сме спречиле евентуално
перење на пари. Како и да е, во било кој случај да гледате, ние сме должни како Царинска управа да ги заплениме и да ги одземеме овие хартии на вредност. Зошто? Затоа што носителот бил должен да ги пријави и не ги пријавил. Просто и едноставно судот затоа носи одлука и вели царината е во право, се одземаат. Добро, ова што го кажувате е сериозно дело, ако се овие две сомнежи кои што се презентирани. Не е дело, тоа е дело од истрага, тоа се индиции, ви реков, информации од служби. Така. Не е дело, не е потврдено. Имате ли информации каде се наоѓа човекот сега? По Турција. Значи сепак е пуштен од нашите Вратен е назад. власти. Ви благодарам на интервјуто. Благодарам на вас. Почитувани, го гледавте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.